И тие имаат душа. И тие чувствуваат и болка, и глад, и жет, и студ. И се многу по-захвални од луѓето, поблагодарни. Или ние си имаме работа, имаме семејство, имаме пријатели, а тие не имаат само нас. Секој болен човек или, не дај Боже, сообраќајка, има луѓе што ќе му помогнат, човекот сам ќе отиде на лекар, за разлика од животните што сами за себе не може да се изборат. Значи им треба човечка помош. За било што тоа е најголемиот потик, помошта. Тоа е некое чувство што исполнува. Да помогнеш, само за жал немам услови да помогнам на повеќе кучиња. Инаку да можам, и 20 би земала тука, ама за жал не можам. Имавме едно куче на работа кај мене со мојата пријателка Елвира. Ја стерилизиравме и беше многу мило, ја сите ја чуваа. И додека еден ден не ни ја отрuje. Ја отру? Да. Тука во двор? Во школскиот двор. Ја најдов мртва, за жал. Доцна стигнав. Во една ситуација точно подигнав кредит за куче кој ми беше инвалид и беше сместено во пансиона, требаше да патува за Англија. И за нејзиниот пансион, пошто пансионите за инвалиди се многу поскапи од обични, нели, здрави кучиња, и морав да земам кредит за да го платам пансионот да остане на сигурно додека да замине за Англија. И успешно среќна е в домена, каде што ја чуваат. Има многу голема поддршка од сопругот, бидејќи тој е голем љубител на животни, исто и од синот, и тој помага, нели, колку му дозволува можноста, и многу им благодарам за тоа, што без нив не можам да успеам сама. Ние имавме идеја за стационарот да има влез и излез, да биде од отворен тип. Да ги згрижуваме уличните, да ја поминат процедурата на тестирање, на стерилизација, кастрација, вакцинација, да направиме своја страна, каде што ќе бидат објавувани за вдомување, како во Македонија, така и во странство, така да би имало влез на нови и излез на веќе спремни кучиња, како што ние веќе го работиме самостојно. Прво, секое куче, секој миленик треба да биде чипиран, стерилизиран и вакциниран. За жал, кај нас тоа го нема. Значи, додека не се освести народот, свеста на луѓето, додека не се подигне ништо. И додека не почнат да казнуваат за секое напуштање на миленик. Има пукани со дијаболи, удрени со кола, врзувани, тепани. Имавме една лабрадорка вржана со манила, кој беше срасната во врат. Значи, во секој случај, факторот за агресивноста на кучињата се луѓето. Како го воспитувате кучето, такво ќе биде. Само мајка може така да се израдува на своето дете, како и животното милениче, дошто ќе ти се израдува. Секој живот е важен.